Почитувани пријатели, полека ги одбројуваме часовите од 2015 година. Во изминатиот период имавте можност во Печат да проследите повеќе стории кои што се поврзани со Охрид. Така се навративме на духот на некогашната Охридска чаршија. Ве подсетивме за сјајот и живоста на чаршијата, кога во неа делувале и работеле голем број занечиски работилници. На само 500 метри од едниот до другиот чинар имало повеќе од 50 занечиски работилници. Денес се бројат само на неколку прсти од раката. Сјајот на некогашната стара Охридска чаршија го нема. Живоста и звукот на старите занаети денес се врежани само во сеќавањето на повозрасните охриѓани. Чаршијата на потегот од едниот до другиот чинар на простор од само 500 метри броела повеќе од 50 занечиски работилници. Она што останало од нив денес се брои само на една рака. Нема трага од тоа време, а некогашните работилници се трговски дуќани. За старата Охридска чаршија, за некогашните мајстори и занаети, за животот и обичаите меѓу мајсторите, преку спомените ке не подсетат занаечиите Милан Белески, Никола Паскали, Шаин Селами и Сашо Богоески. Мајстор Милан Белески, опинчар, еден од најстарите занаечии во чаршијата, и Никола Паскали, поранешен велосипедчија, со носталгија се присетуваат на жагорот на некогашната чаршија. Одека сме речи 60 години во чаршијава. Од кој ќе дојдеше од Сабајле идеја на работа, не идеја во 11 часот. И тоа кој ќе после, тој секој што му беше струката си чукаше, каладжијата, бам-бум, ковачите удираја, самари, нашиот занаето пинчар беше малу помирен, не се слушаше толку многу. И така, со сите си имавме муабет, ќе излезевме на Сабајле, ќе се видевме кој како шо. Духот на чаршијата беше многу поинаков него што е сега. Имаше доста занечи, имаше доста се поштоваа луѓето меѓу себе, беа комуницира, се помага еден со други. Во тоа време и чаршијата ги држеше тие луѓе што беа еснафи, што беа работливи, честни, поштени и така натаму. И беше чаршијата многу жива, многу имаше занетчи, за разлика од сега. Ги немат веќе тие занечи. Чаршијата не можела да се замисли без Охридскиот тамам. Охридскиот тамам во срцето на чаршијата работел некаде до 59 година. За ритуалите кои го користел и како имавте можност да слушните од нашиот соговорник Ведат Сарачоглу. Иако амамот го нема скоро 4 децении, Сарачоглу раскажува каде поточно бил лоциран. Се сеќавам многу добро, амамот од јужната страна беше зеленило, парк. Од западната страна имаше дуќани, да речеме тога знам, имаше она кондораџиската задруга или не беше тука ловџиското дуќанот кај што се продаваја
материјали за ловџиите, па имаше тука леблебиджилница, па имаше филигран. Така, тие беа. Од јужната страна веќе патот беше. Патот. А од северната страна имаше дрводелска работилница и пазар се одвиваше тука, кај скалите, кај што се. Од скалите надолу имаше пазар се одржуваше. Имаше тука до грамаџијата имаше налбанд. То се сеќавам добро. Поткривач на коњи, налбанд имаше. А наспроти имаше пак берберница и колонијална продавница. А мамите на нашите простори биле градени од османлиите, а водат потекло од римјаните, објаснува Сарачоглу. 17-18 век изградени се амамите. Во Охрид, според она што имам прочитано јас од Ехреман Ајајден, дека во Охрид имало 3 амами. Едниот амам е кај чаршијата, другиот амам е овде Воска, а третиот амам не знам каде е, бидејќи не пишува во книгата. Меѓутоа, јас се сеќам на моето детство, кога одевме, игравме горе кај Калено, кај Имарет, имаше на едно место еден ѕид, сличен на ѕидот на амамот. Меѓутоа, сега кога ојдов да го видам, тој ѕидот го нема. Па јас сега си претпоставувам дека сигурно и таму имало амам, затоа што амамите се граделе обично покрај џамии. А бидејќи она џамијата во Имарет, Фати Султан Мемед џамија, била голема џамија, имало доста муслимани во Имарет, сега јас си претпоставувам дека и таму, можда таму бил тој амам. Меѓутоа, не знам, можда по архивските истражувања може да се открие каде бил тој амам. А тоа го спомнува и Евлија Челеби спомнува во своето патописие, вели дека во Охрид имало 3 амами, не знам, 32 џамии, 3 медресиња, хано имало, чешми имало. Па од тука знам дека имало 3 амами во Охрид. Амамот има една традиција, да речеме бањи, што ги викаме. Тие прво биле основани во Рим, од Римската империја, кога османлиите доаѓале од Азија, кога доаѓале во Азија, тие ги прифатиле сите позитивни работи, односно повеќето позитивни работи што ги имало тогаш во Мала Азија, мислам Анадолија, и недека кон крајот на 9-тиот, почетокот на 10-тиот и 11-тиот век, кога доаѓале османлиите, има една интересна работа, што можда во историјата досега немам сретнато, дека страните кои што војуваат, победничката страна, да ги зема обичаите и верата на победената страна, тоа го сториле само османлиите. И османлиите кога увиделе, бидејќи имало уште влијание, Византија имало влијание, а Византија се знае дека е источна Римска империја, имало тука бањи и по тие, а тоа се гледа и по сегашните археолошки ископувања и археолошки места во Анадолија, во денешна Турција, имало, да речеме, во старите градови имало бањи. Меѓутоа, бањите, што, односно хамамите покасно, турците ги прифатиле и ги модернизирале, ги усовршиле према нивните потреби, затоа што, да речеме, во бањите, во римските бањи, мажи, жени, деца, сите заедно се капеле, се бањале, меѓутоа во турските хамами тоа не е заедничко капење, него одделно се бањале, односно да се капеле жените, одделно мажите. И тоа е разликата што турците тоа го усовршиле поради верските обичаи. Со хамамот управо вакофот. Тоа е здружение кое го
формираат луѓето сами меѓусебно како доброволци. Тие си даваат пари, да речеме вакуфот овдека има доста имање. Да речеме некој, за да му се спомни името, за да не му се заборави името, тој ќе направи некој спомен, така да и амамот и амамите така ги правиле од страна на вакуфот. Тогаш амамите ги правиле, само не се наплатувало тогаш. Сега мислам, по покасно време се наплатувало. Тогаш тоа било за доброволни сврхи, за помош на народот. Да речеме за сиромасите, кои што немале можност ни дома можда да се бањат, па затоа тие ги градиле хамамите. Охрид на почетокот од 20 век имал и железница. Теснолинејката и возот, популарно наречен чајниче, значеле живот за регионот на Деберца, Охрид, Струга, Кичева. Функционирал и работел некаде до средината на 60-тите години. По неговото згаснување, Деберца почнала да се иселува, масовно да се иселува. На почетокот од 20 век во Охрид била изградена железничка линија. Градот бил поврзан со теснолинејка и локомотива, наречена популарно чајниче. Малиот воз се обраќал од Охрид до Скопје, преку Деберца, Копачка, Кичево, Гостивар и Тетово. Железницата значела живот за жителите од Охридската околија. И по 5 децении од нејзиното згаснување, живо е врежена во сеќавањето на повозрасните. За значењето на железницата ќе се подсетиме од кажувањата на Арсена Голабовска и Љубица Мицеска. Градбата на железницата била иницирана од германец инженер, кој бил воодушевен од убавината на градот, ама разочаран од крајно лошата патна инфраструктура, раскажува Мицеска. Железничката линија почнала да се гради во 1919 година, а била завршена и пуштена во употреба во 1922 година, раскажува учителката во пензија Љубица Мицеска, ќерка на првиот железничар Сандре Нане и сопруга на железничарот Слободан. Прибрал работници, неколку, и побарал магаре. И тргнал со магарето по овај терен за Патерица, Свети Размо, така одел. И за да дојде до Кичево, сакал. И така човеков со работниците, со то магарето, кај од магарето, тој мери, пише, пусте, прајат како од магарето и тие одет со то магарето. Еко дошле после на пресека горе, планина, високо. И рекол, не може голема железница да направиме, ами ќе направиме мала железница со 60 сантими пруга. Пругата да е 60 сантими. Железницата била изградена со сите нишани, со убава ниска станица, канцеларија, 2 чекални и ложилница посматрачница. Станицата со пропратните објекти била сместена на просторот околу сегашната дискотека Калео. Линијата поминувала по трасата на денешниот булевар Железничка, водела кон Подмолје и поминувала низ Деберца. За чајничето си приспомнува и Арсена Голабовска, родена во Арбиново, а сега живее во Охрид. И таа со носталгија се сеќава на чајничето во 50-тите години од 20 век, иако имала само 6 години. Возот повеќе го нема, но Голабовска се уште живо се сеќава на нејзиното омилено превозно средство, на кое нејзиниот татко Алексо работел како железничар. Вовчето по боја беше зелено, темно зелена боја. И така со пенџерчиња од двете страни, кој што си беше. Прекрасно ни беше за нас. Прекрасно. 2 дрвени клупи натре, странично беа од крај в крај наредени, едно мало ќумбенце. И
си се ложеше по потреба према времето. Зимата, есента, што се викат, кога ќе требаше да се ложите. Само да замижам, искрено зборвам, цел свет нека ме слушат, само да ги затворам очиве, јас ми е пред очи. Пред очи ми е. Толку што бев соживена. Толку што немам зборој да кажам повеќе. Чајничето влечело 5 вагони и 5 класи. Теренот бил многу стрмен, посебно кај планинскиот превој пресека и се движал со 15 км на час. До Скопје се патувало цели 24 часа. Бавно одеше, стварно. Бавно одеше. Ама беше весело. Свиреше, идет возот. Треби да поручаме ако сме по нивието аргати и дојде 7 сата од возот свири. Треби да се газдите ако биле аргати појдени, па газдите да им донесет ручек, поручек и така. По него го веселеше сето место. Сето место, сите села ги веселеше. Во Печат се подсетивме и на малскиот живот во Кршџамија, Месокастро, Влашка Мала. Подсетивме на тоа како течел едноставниот, соседски мирен живот во овие населби. Влашка Мала не е шега, ова е епитетот кој одамна некој духовит жител и го дал на својата населба. Жителите во Горна Влашка Мала се од мешан состав, власи, македонци, турци. Но, како што самото име кажува, некојаш тука претежно биле населени власите. Се живеел добрососедски сплотен живот. Луѓето меѓу себе си помагали и се дружеле, раскажува Антонije Dona Labroski, староседелец од Горна Влашка Мала. Корените на неговото семејство Лаброски водат потекло од Јужна Албанија, од областа Музикеја. Лаброски раскажува дека пред повеќе од 100 години неговите предци се иселиле најпрво во Москополе, потоа во Струшка Горна Белица, Битола, а во 1924 година дошле во Горна Влашка Мала и тука останале. Тој раскажува како настанала ова населба, а неговото семејство Лаброски и само едно од многуте власи кои во минатото мигрирале од Албанија и дошле во Охрид. Влашка Мала е настаната негде пред околу 250-300 години. Првите луѓе доселеници што дошле и го населиле овој дел биле власи од Албанија. Од околината на Москополе, од Москополе и од околината на Москополе. Али Пашјанеци кога го растурил, кога запали третиот пат Москополе, тога се разбегале власите и еден дел дошол во Охрид. И во два налети дошле. Првиот налет дошол во денешна Долна Влашка Мала, другиот налет овде во Горна Влашка Мала. Да ви кажам се нешто вака. Тогаш не било населено место и долго време фигурирале како Горно Влашко село и Долно Влашко село. Со ширење на градов, со населување на градов, како што се приближиле до тога станале како Мала, Горно Влашко Мало станало и Долно Влашко Мало станало. И така да првите селеници биле исклучиво власи и после се населиле турци, се населиле македонци и Малово стана, мислам, доста големо. Во центарот на Малата кај Чинарот имало плоштад, прашлив и непоплочен, но тука за влашкамалци течел скромниот и мирен живот. Плоштадот бил простор каде што влашкамалци организирале спортски, културни, верски содржини, каде што доаѓал до израз нивниот весел и напреден дух.
фактички центарот на Влашка Мала бил Чинерот. И сега видите, да ви кажам, секој што беше филата на банкава, на Охридска банка, па тој тафтингот таму, па таму има 2-3 бараки кои се лебара, не знам што. Тоа беше едно чистинка уба плоштад, баш плоштад. Додуше земјан, плоштад такава, тука се праја собири за верскиве, за православниве празници се праја. Тука се играше фудбал, тука вака да ви кажам. Значи човек да доживи треба. Кој ќе се одиш таму да се види каква развиженост. Речиме, каква убајна, да речеме, на група таму играт фудбал на таа страна, друга страна вамо фудбал. Трета, тогаш беше модерно, ние вика сега што викаат фанта, ние викаме линија, парина линија, бајами, дупкати работа. И секој својата работа, и то делени, како да речам, то стрикно по возраст. Имаше возрастни појке, па малу повозрастни, па уште помал, и на крајот пионери. И секој си играше својата работа, се бркаше без да се со големо почитување кон другите тие работи така. И верски обичаи нигдека на територијава на Охрид не се правеле така, свечано, речем како Влашка Мала што се правеле. Дури да речем до скоро, до 20-30 години, таму никош и не се правеле тие обичаи што сме ги правеле овде. Например, како за Коледа, шетање со звезда, за Лазаре невести, а така интересно за поклади. Викаме поклади, тога што да ви речам. Ичиш поќаме едно 7-80 души најмалку на коњи, на магарина, преправени со маски, со тие работи, мажки во жени, нешто слично како на Вевчанскиот карменал и тие работи. И се шетаја тука, ќе поминаја со коњи магајни, ко дечина, трчај по ними, така прави, па одија до центаров, до плоштадов, на градов, така. За Коледа, делиме огној се палеа, огној не со дрва. Ние палевме, ова го зборам кој јас кој бев пионерче уште. Ние палевме со смреки. Одевме пред 2 дена. Најмалку, по краста, по планинава, се береме кој речеме, ние ко пионери, веќе собереме 15 души. Се кирчината, скепарчината и ќе донесеме, ќе одредеја. Овде оган ќе прават ова тајфа, овде оган овие ќе прават. И редевме смреките на најен. Верујте, овие возрастниве, кои ќе направи оган со скала. Знаете како изгледат копа од сено, сток од сена. Така и праја тие со смреките. И кога дојше време, кој ќе полија со гаска, немаше нафта, со гаска ќе полија и кој ќе запалја, то до него, па околу него игра и скок, кај веселие се, така да и знаеме да се веселиме. На почетокот од минатиот век голем број млади охриѓанки учеле занаед во познатата радничка школа. Тоа било училиште наменето само за женските деца, кое што подготвувало на некој начин добри домакинки, но и кадри за тогашното стопанство. Во срцето на Варош, меѓу куќите со охридска староградска архитектура, се издига и еден замок. Објектот на некогашна радничка со својата раскош и необичност, со широките балкони наликува на палата. Кај охриѓани е позната како раднишка. На почетокот била женска школа, за повојната тука да бидат сместени музичко и економско училиште, подоцна интернатот, а денес е седиште на управната зграда на Завод и музеи. По формирањето на Кралството Југославија, во чии рамки била и Македонија, од тогашната српска власт во Охрид биле формирани разни друштва и организации за анимирање на охридската младина.
Едно од нив било и женското друштво Свети Климент Охридски, формирано од страна на противница Драга Петровиќ. Во Охрид во 1919 година било формирано првото женско занаетчиско училиште. Тука девојките се здобивале со општо и домаќинско образование. Поради големиот интерес за вакво училиште, кој работело во приватна куќа, се појавила потреба од изградба на училиште. Во 1922 година започнала голема активност за собирање на доброволни парични прилози за изградба на зграда во Охрид. Тоа биле подготовките за изградбата на радничка школа. Првичната намена на раднишка била женските деца од Охрид да се стекнуваат со теоретско и практично образование. Се учеле предмети како што се српски јазик, математика, цртање, пеење, веронаука, хигиена, а од практичните вештини везење, плетење, кроење и шиење за потребите на тогашното занаетчиство. Теоретското знаење се учело предплатне, а попладне се учеле занаетските вештини. Учениците меѓу себе зборувале на мајчин македонски јазик, а одговарале на српски јазик. Радничка на почетокот била 3-класно школа, а подоцна се учеле и 5 класа. Се полагал дипломски испит не само од теоретско знаење, туку и од практична работа, во зависност дали ученичките избрале везење, шиење, кроење или плетење. Во сеќавањата на повозрасните охриѓани, некогашната радничка школа има посебно место. Преку сеќавањата на Владимир Тунтев и Љубица Дојчинова ќе се подсетиме на едно минато време, кога оваа зграда била исполнета со младешки жагор и сништа. Радничка школа започнала да се гради во 1927-28 година, а била предадена во употреба на 8 јуни 1932 година, раскажува Тунтев. Собирањето на парични средства било на иницијатива на противница Драга Петровиќ. Но во охридските семејства и во литературата се споменуваат исто така и имињата на незината пријателка, исто така противница Анастасија Јаманди Масин и на женското друштво Свети Климент Охридски. Па веројатно таа Драга Петровиќ противница има даено предлог да се изгради според плочава која е исклесана на мермер. Таа е управител на училиште, веројатно таа има даен од предлог. Таа противница многу парите ги дала тука. Значи, што ги зела од црквата, ги дала за женските да учат занаед. Учебната година во Радничка започнувала на 1 септември, а завршувала на 28 јуни на Видовден. По завршувањето на основното 4-класно училиште, тука се запишувале девојчиња на возраст од 12 години. Се организирале приредби, матинеја, екскурзии. Прв директор на училиштето била противница Драга Петровиќ, која обезбедила потребен стручен наставен кадар. Подоцна директорки биле охриѓанките Даница и Марица Масин. Од имињата на учителките се споменуваат Милица Семис, учителка по српски јазик Љубица Хорват, веронаука Бранко Ковачевски, математика Николај Николаевиќ, Милена Црепајац предавала гимнастика, шиење, кроење, везење. Девојките добивале теоретско и практично знаење. Намената на ова училиште било исклучиво женските да се социализираат во една европска култура да добијат, да се запознаат со домаќинство, шиење, кроење, везење, готвење, а основна дејност била да се запознаат со хигиената. Имаше и ова сала направено за иге, за да физкултурна сала, за театар да играат, за све да прават.
Зградата на училиштето Радничка, на градското пристаниште и на голем број објекти во Охридската чаршија и на Кеот биле дело на познатото охридско семејство Симончеви. Станува збор за едно од најбогатите семејства кое што најголемиот свој успон го постигнале во периодот меѓу двете војни, но на крајот од војната доживеале голема неправда. Батунков огорчено вели, по тој настан ќе започне и големата хајка против Симончевци и ќе ги доведе во голема немилост членовите на семејството. Со приказната која се расширила низ народот дека Симончевци лежат на злато, се направило од влакно фортома, а на семејството му се нанесла голема неправда, вели Батунков. А генезата на приказката е во тоа што еден од милицајците во постари години признава дека постои приказна за некое скриено злато, а фактички се работи за една конзервичка со златници која мојот дедо му ја дава на кметот на Охрид со молба да биде кај него за понатака, сомневајќи се дека ќе излезе жив од затвор, да помогне на неговата сопруга, на баба ми, да ги изведе своите деца на пат. А се работи за една конзерва златници. Колку може да собере една конзерва златници, можеме сите да предпоставиме. Оваа приказка на овој милицаец понатака е проширена, одејќи стандардно во нашите представи за работите со некои култни бројки 3, 7, 12, 40 и така натака, но среќа е што не отишло до 40, култниот број, туку застанала на бројот 7 и 7 канти од сирење сега. Од таа конзервичка, значи веројатно 1 литар конзерва или 650 грама колку ли собира, се оди до 7 канти, тоа се 20 литарски канти за сирење, кој вака со проста математика, секој кој завршил основно образование, може да пресмета дека во 7 канти по 20 литра би собрало во теоретски случај една канта 400 килограми, 7 канти 2,8 тона злато. Ако одбиеме за меѓувоздушниот простор, нека биде ево 2 тона, тон и пол, 1 тон нека биде. Значи, тоа е толку голем парадокс, што јас сметам и предпоставам дека Македонија не можела да поседува толку злато, колку што е прикажано во приказката. И плюс тоа, уште парадоксот да биде поголем, тоа злато е скриено, односно забетонирано во економскиот двор на нашата куќа, оваа која гледаме пред нас. Сега во оваа ламела, на местото на оваа ламела, имавме економски двор, кај што беа амбарите, гаражи и така натака. Значи, тука дедо ми направил скривница која јас ја паметам како дете, како деца си игравме во неа. Затоа што било воено време и сега за време на некое бомбардирање да има семејство кај да се скрие. Сега тука за бетонирани 7 канти. Ако некој има желба да скрие со бетонирање, тој треба да има визија како ќе го извади сето тоа од тој бетон. Понатака мора да каже некому. Безпредметно е вие да скриете, а да не кажете зошто. Значи, нема смисол, тоа останува, за кого останува тоа богатство. Значи, ова приказка е една феноменална од типот на science fiction, да речеме, на некој си автор кој од таа конзерва со златници, која понатака кметот ја предал на милицијата, затоа што и него го распрашувале, и тој веднаш им кажал дека да, Климент ми даде една конзерва златници со цел
да помагам на нивното семејство ако нешто се случи со него. Така да тоа е таа конзерва и тоа фамозно, феноменално, чудесно злато на Симончевци, 7 канти, закопани во бетони бункери, а тие бункери при градба на ламелата беа срушени, раскопани, така да не излезе на виделина, не излегува на виделина ни 7 златници, а не 7 канти со 2 или повеќе тони злато. Ако некој знае математика и физика, со оглед на тоа што специфичната тежина на златото е 19,4 кг за 1 литар. Значи 1 литар злато тежи 19,4 кг. Тоа е страшна работа, мислам, многу потешко е од оловото. Оловото има 13,8 кг за литар. И сега сето тоа да се стокми во тие канти и да се чува и бетонира е далеко од тоа. Животот во Охрид и во Охридската чаршија не можел да се замисли без убавата староградска песна. Една таква песна настанала и за убавата охриѓанка момата Русе. Животот вплеткал прсти и се поиграл со животната судбина на оваа убава мома. Во втората половина од 19. век, во патриархалната охридска средина, настанала песната «Бог да бие Русе, твојта мајка Ангелина», во која е опеана една младешка, невозвратена љубов. Соништата и желбите за искрена љубов на младите во тоа време не се разликувале многу од денешните очекувања на младите луѓе. Во убавата мома Рисавџија, која нагалено ја викале Русе, биле влюбени многу охридски момчиња. Меѓу нив биле Ѓорџе, Ѓорѓи Филев и Наум Банџов. Животот секогаш подготвува неочекувани изненадувања и судбината вплеткува прсти. Во искушение доаѓаат многу срца, исполнети со љубов, занес и исчекување. Животната судбина сакала животен сопатник на Русе да не бидат ни Ѓорџе, ни Науме, туку Димитри Атанасов Митуш. Ѓорѓи Филев, Ѓорџе, викан на прекар во Охрид, бил од сиромашна фамилија, седел во намазија, знаеме сега дека тој простор е натаму према Билјанини извори, една позната охридска населба, односно мала, и често пати доаѓал со кајчето наваму по езерото, оде и до Сарајште, за да ја види Русе, бидејќи Русе во тоа време била прочуена убавица, девојка која не се одлучувала, значи таа и претходно одбивала и други кандидати за свршување и за женење, и меѓутоа бил сиромав. А Науме Банџо бил од богата фамилија, човек кој во стварност имал пари, меѓутоа во самиот град бил малце исмејан, значи облечен во убави широки костуми, едноставно таа него не се допаѓал на Русе, така да Русе сакала некој убав како Ѓорџе Филев, меѓутоа богат како Науме Банџо. Меѓутоа, знаете, во животот како е, едноставно таа желба не се оствари и таа ги одбивала од страната на Науме Банџо била повеќе пати, значи со стројници барана, меѓутоа таа одбивала, не сакала да се мажит, а овој што е сакал, во стварност, Ѓорџе Филев едноставно не го сакала, затоа што бил многу сиромав и едноставно сметала дека со него ќе немат некоја перспектива поубава, едноставно утре заутре ќе дојдели на свет дечиња, така да не се одлучувала за... А инаку физички, како што и по песната се прикажува, тој се допаѓа. За се зачува од заборав, богатото народно фолклорно творештво се погрижила со својот интелект охриѓанката Викторија Поп Стефанија.
Таа сочувала од заборав голем број народни песни и поговорки, кои што се пеат и се чуваат и до ден денес. Само еден збор и таа веднаш или пееше или раскажуваше приказна, си приспомнува за баба си Стефанија. Поезијата не може да ја менуваш. Тоа е врзан стих, тоа те врзува. Тоа е како плетено платно, не е конец. Приказната е како конец. Може да ја должиш, да ја шириш, да плетеш, да расплетуваш и се да правиш прозата е поинаку. И затоа може би таа ги има ова сторено. Ова приказната, кога Господ им поделил Адам и Ева, кога биле во рајот, тие биле споени, како сиемски близници. Господ зел сабја и ги раздвои. И се разделили Адам на една страна, Ева на друга страна. Биле овде разделени, разцепени и Господ им рекол, ево ви по 2 флорини, ако сакате, добро, сега евра не може да им даде. Ојте купите конец и игла и да се сошиете. Маш отишол, ги зел 2 клопчиња конец, се шил, се сошил. Малце му престанало и денес му останало мало од едното клопче. А жена како жена, прво купила помади, кремови, црвило, белило. Се шијала, не станале пари и останала недошијана. Приказната од Викторија не е. Со својата харизма и талент, Викторија не само што привлекувала внимание кај фолклористите и музичарите, туку за неа се пишувало и во весниците, Политика и Арена. Останала забележена и во кратка секвенца во филмот Мирно лето со македонскиот актер Петре Прличко. Тоа е снимено овде, ова куќа. Уранија, на академијата. На академијата беше стара. И јасно жениве сите, ова време горе до околу 5 сатоците, излегуваа пред куќи со плетење, никој само не плетели и оговарали, озборувале, кој ќе помине овај ваков, овај таков, ама се добронамерно, никој лошо не мислел. И најверојатно некој од тие режисерите, мислам дека беше Османли, и ја видел, ајде, па овде една епизодна, овде кој што е приказана со Петре Прличко. Добро останала како запис интересен. До крајот на животот имала безпрекорна меморија, починала на 20 јануари 1977 година. Нејзиниот внук, професор доктор Драги Стефанија Самокусо додава, таа не умре, туку згасна до последниот здив со песна. Замина тивко како и што живееше, за никого не рече лош збор, туку се соарно и ведра мисла. Почитувани пријатели, ви посакувам среќна нова 2016 година, да ви биде исполнета со многу среќа и здравје.